До денеска само од општините Прилеп и Долнени биле пријавени околу 2,2 милиони килограми вишок на тутун. Него го пријавиле 1060 земјоделци. Од нив 70% се од општина Долнени. Крајниот рок за пријавување е 5 февруари, затоа што ќе требале околу 10 дена за да тој вишок потоа се распредели по откупувачите. Од Министерството за земјоделство од Прилеп ќе предложат да се откупува тутуни секоја сабота до крајот на откупот за да се задржи оваа динамика. Неопходно е откупните пунктови да бидат отворени секоја наредна сабота до крајот на откупот, да таа динамика да се зголеми, тие денови што не работеа за време на протестите, да се надокнадат и се во интерес на тутунопроизводителите, бидејќи тутунот му е спакован, калира и губат на килажа. Затоа доколку се работи во сабота, тако проблем че немаме, че нема гужви и че биде решен проблемот. Откупувачите Сокотап и Елијанса се обврзале да откупат по околу 1 милион килограми вишок, а другото да се распредели ке останатите откупувачи. И од Сојузот на земјоделски здруженија велат дека ќе побараат зголемување на динамиката на откуп, а на терен поверениците веќе ги собирале податоците за вишокот. Сите податоци ќе ги пренесеме во Министерството во подрачните во Министерството за земјоделие, за да може да се испрата во Скопје, за да се направи комплетен список, да видиме со колку вишок на тутун имаме и во кој фирми е тој тутун, за да може да се подела и картони за да се откупи и тој вишок на тутун. И денеска тутунарите во голем број го пријавуваа вишокот. Вишок 1000 кила. Зошто немате договор? Имаме договор, стигде, ама картони нема, пакети немаме и тоа. Ова година имаме многу приход, а малце ни бара да се откупи, така да ја за сега имам уште негде тон за давање. За цените ако зборуваме, цените една класа подолу е. Инаку досега биле откупени 13 милиони килограми, со просечна цена од 166 денари за килограм. Од започнувањето на откупот до денес, во Прилеп до второстепената комисија биле оспорени 7 ваги со 106 картони на тутун, од кои 75 картони второстепената комисија ги имала преправено во подобра класа.